Ни останува иста, односно 25 ноември, меѓународен ден на елиминација на насилство врз жените. Веќе во студио ја имаме Ана Аврамовска-Нушкова, која што е проектна координаторка во националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство. Благодарам за денешното гостување и за издвоеното време. Ви благодарам на поканата. Ќе отвориме многу прашања, но ќе започнеме со тоа колкав е процентот, односно каква е состојбата со насилството врз жените во Македонија во последниот период. Видете, бројките и статистичките податоци даваат еден тренд на зголемување, но зголемувањето е во контекст на пријавите. Пријавите се регистрираат, знаете, во Министерството за внатрешни работи, како и во локалните центри за социјална работа. Од една страна, бројот на пријави ние го нотираме како еден позитивен правец, поради тоа што мислам дека во последниве 5 години доста се говори на оваа тема. Ја имаме и ратификацијата на Инстанбулската конвенција, која што е еден златен стандард кога станува збор за заштитата на жените, девојките од родово засновано и семејно насилство. И можеме да кажеме дека жените се повеќе се информирани барем за оние основните форми на насилство кои што може да им се случат. Во однос на состојбата, еве знаете, ќе прочитате полициските билтени, барем тоа, дека секој ден имаме некој нов случај, секој ден имаме некое семејно насилство во кој да било град во Македонија. Знаете, најстрашното убиствата кои што се случуваат, еве го последното во Штип кој што се случи и дека ја потресе јавноста. Колкав е процентот на жени жртви на насилство, затоа што видите зголемен е бројот на пријави, што е позитивна информација, но низ годинива дали може да се каже колкав процентот жените во општеството имаат се жртви на насилство? Видите, конкретен процент како нека математичка формула јас не располагам. Сепак имаше едно сопфатно истражување од страна на ОПСЕ за благосостојбата на жените во Македонија. И таму статистиката беше малку поразителна, иако е направено во 2018, односно во 2019 година, она што ние го зборуваме како една сива бројка на непријавени случаи, за жал во Македонија е многу голема, бидејќи согласно тогашните истражувања само 2% од жените го пријавуваат насилството и ја продолжуваат постапката во институциите. Значи, ако имаме, да речеме, карикираме, 800 жени кои што пријавиле насилство во текот на една година, тоа е да речеме 2% во тогашниот период кога било истражувањето од реалната бројка која што се случува на терен. Може да има некој определено помрднување во контекст на процентот, но за тоа секако треба едно сопфатна анализа и истражување. Она што го приметуваме од само статистичката бројка која што ја водат надлежните институции, дека има пораст на пријави, како и на семејно, така и на другите форми на насилство. Веќе споминавте, особено за последните случаи на фемицид кои што ја потресоа јавноста во Македонија, па како вака еден таков крај влијае врз општеството и врз воопшто нашиот менталитет, дали со тоа се зајакнува јавната свест или се уште постои момент на осуда, а како од друга страна тоа влијае врз жените кои што се веќе во ризик? Видете, фемицидот, убиството на жена е најтешката форма на физичко насилство кое што може да и се случи на една жена. Фемицидот не е нешто што настанува наеднаш или тој си има една патека на однесување кој што ги дава едни презнаци дека може нешто да се случи. Тоа беше и во случајот со Рамајана, тоа беше и во случајот со Росица, а предпоставувам, иако немам доволно информации, последниот случај во Штип што се случи. Имаме исто така и од претходните години доста голем број на случаи на фемициди, каде што се убиени или од интимен партнер или од поранешен партнер, а тие убиства се нормално едно од најгроморозните, бидејќи се со оружје, со нож, со голи раце, каде што и дека го имаме тука личниот мотив, односно мразата која што се покажува кон жената што е убиена. На јавната свест треба да се работи во континуитет. Јавната свест не е нешто дека сега ние имаме 16 дена активизам, ќе имаме кампањи и гостувања и да ја завршиме работата. Јавната свест е нешто кое што е основата, за да се подигне јавната свест, е основата како една држава реагира во контекст на превенцијата. А превенцијата се активности 365 дена во годината. Превенција не е 8 март, марш да направиме само. Превенција не е само за во 16 дена активизам да говориме за
говориме за формите на насилство или против насилството, така да влијаат овие работи, бидејќи многу од луѓето можеби не се свесни дека има се уште жени и девојки кои што живеат или претрпуваат некоја форма на насилство. Фемицидот како најтешка форма и најбрутална форма е и како црвено светло за општеството дека мора да почне да се реагира. Прво да почнеме од себе си, да научиме кои ни се правата, кои ни се можностите, каде треба да пријавиме, да едуцираме, да информираме и нормално доколку просведочиме да пријавиме. Колку е присутно осудувањето на жртвата и како тоа влијае врз подготвеноста на жените кои што веќе се во ризик да го пријават нивниот случај, затоа што, кажавте, страшното нешто е кога ќе се случи фемицид и тогаш целото општество некако се активира на некој начин, но дел од коментарите кои што се јавни и достапни покажуваат дека има наистина уште многу работа, затоа што често се случува да видиме и за жртва на фемицид осудување и коментари од тој тип. Апсолутно. Ние правевме во текот на изминативе, да речеме една декада, некои истражувања, увиди во убиствата на жени, во судските случаи кои што се завршени, каде што можеби повеќе од половина од случаите таа жена што е убиена никогаш не ни пријавила во некоја од релевантните институции. Така да нема писмен запис дека контактирала полиција, дека контактирала Центар за социјална работа. Може би имаме неколку случаи каде што е контактирана брзата помош во оние доцнени часови кога настанал некој инцидент. Но немаме евидентирано голем број на пријави претходни каде што би можело некако институциите да се активираат за да може да се спречи ова несакана појава. Тоа од една страна може би е непознавање каде може да се обрати на жртва, кој може да и помогне, а од друга страна може би е она недоверба често што ја говориме на жртвите кон институциите, посебно ги спомнавте и социјалните мрежи и говорот на омраза кој што се шири, јавната осуда првино најблиското семејство, а потоа и од поширокиот круг на пријатели, каде што и како жртвата се срами да признае дека нешто и се случува и се срами да го потегне првиот чекор кон пријавата. За дел од случаите, како што кажавте, кои што не се пријавени, веројатно една од причините е недовербата во институциите, па каде запира системот, односно кои се најкритичните точки во нашиот систем? Видете, најкритични точки можам да кажам дека сме сите ние најкритични точки, бидејќи еве говориме и за говор на омраза, кој ги пишува тие коментари на социјални медиуми, кој ја врши осудата врз жртвата, кој наоѓа кривица во неја во контекст како е облечена, каде шетала, зошто толку касно се вратила дома. Но кога зборуваме веќе за институциите, на прва линија секој пат се повикани полициските службеници, односно инспекторите, и втора линија ни се центрите за социјална работа. Не можам да кажам конкретно дали едната или другата институција работи или не работи. Секаде има професионалци кои што и како супер одлично си ја завршуваат работата. Целта е еден координиран пристап да има. Значи, она можеби често го слушаме како мултисекторска соработка. Да, мултисекторска соработка, но навистина да има мултисекторска соработка, посебно за потешките форми на насилство, каде што мора да биде вклучена не само полиција, него обвинителството како еден од клучните институции кои што ја водат целата постапка и нормално на крај здравствените работници, педагози, психолози во училиштата и судството. Така да со еден соопфатен професионален пристап кон една жртва и како ќе ја помогнеме. А втората работа, што е многу важна и веќе не ја гледам тука ниту во центрите за социјална работа, ниту во полицијата, туку гледам на едно национално ниво, кога ги носиме и креираме политиките, бидејќи кажуваме, направивме анализа, имаме случај, ги констатиравме кои се потребите на една жена жртва на насилство, ајде да направиме мерки. Законската легислатива ни е добра, секогаш има простор да ни се подобри, но програмите, активностите, превентивните посебно мерки кои што ги носиме и како мора да бидат со финансиски импликации и да се одвојат средства за да може да бидат спроведени. И тука морам да ја напоменам, ако ми дозволувате во овој контекст, програмата за реинтеграција, која што е една од клучните програми каде што треба една жртва да ја реинтегрираме во системот. Првично да ја дадеме заштитата, а потоа да почнеме да работиме со неја и тоа
на неколку области како би можеле да направиме и самостојна во општеството и конкурентна на пазарот на трудот, а се со цел да се ја напушти насилната средина. Предпоставувам дека ова е во фокусот на вашата работа како дел од националната мрежа за спречување на насилство врз жените и семејно насилство, меѓутоа кои се вашите моментално активности кои што ги спроведувате токму на оваа тема и како се работи? Да. Би сакала на гледачите, бидејќи веќе имаме можност и простор од тука да им кажам дека имаме советувалишен центар во Скопје кој што работи на директна помош и подршка на жени жртви на насилство, кој што е достапен за социјална помош, за социјални услуги, придружба до институции, бесплатна правна помош, како и психолошката помош, која и така која е многу важна во целиот овој процес и на заштита и на реинтеграција на жртвите. Дополнително, доколку се направи простор, кариерна советничка има која што работи на ова проблематика. Вакви советувалишта имаме и во Битола, и имаме уште едно во Тетово, каде што може да се дадат директните услуги. Втората работа која што, освен реинтеграцијата, помош и поддршката и директната поддршка на жените, една од важните работи кои што ги работиме е во моментов заедно со Хелсиншкиот комитет и со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Македонија, ќе се воспоставува една обсерваторија за фемициди, која што ќе прави правни анализи, ќе дава насоки и мислења во контекст на каде можеме да ги зголемиме нашите активности, посебно во однос и на заштитата и на превенцијата, се со цел да не дојде до овај фатален исход што го спомнавме претходно. Затоа што имате голямо искуство зад себе и вие и вашите колеги од националната мрежа, какво е искуството на терен, односно со какви случаи најчесто се среќавате? Зборувам во делот кога веќе е пријавено и кога жртвата го прави првиот чекор, односно себе помагање и ве контактира вас и центрите кои што ги имате, услугите кои што се достапни. Дали тој профил се разликува од останатите кои што може би се од рурални средини и воопшто ја немаат таа храброст да пријават и да го направат тој прв чекор за кој што зборуваме? Значи, видете, затоа изговориме за овие специализирани сервиси, бидејќи Истанбулската конвенција и Совет на Европа направиле ни златни стандарди на колку жители треба да има што. Дали е шелтер, дали е засолниште, дали е центар советувалиште, дали треба да има СОС линија. Така да се разбира колку имаме подобри и пораспространети по сите региони вакви услуги на жените, како од урбаните, така и од руралните средини, сите информации ќе им бидат подостапни. Некој профил на жртва нема, секој на нас може да биде жртва на насилство, има патека на однесување на насилниците и таа е препознаена. Попретежно психолозите е препознаена и во Македонија, и во Балкан, и во Шведска, така да профил на жртва немаме, но еден паттерн на однесување на насилниците го има констатирано и светската литература и кај нас тука. Најчестите случаи на пријави кај нас е психолошко насилство, економско насилство, нормално физичкото насилство кои институциите многу полесно го препознаваат. Немалку е занемарено и сексуалното насилство, кое што најчесто се пријавува од непознат сторител, а многу ретко од познат. Кога зборувам познат, може да биде интимен партнер, брачен, другар, близок член на семејството. Демнењето исто така е препознаено како форма и сега со дигиталните алатки, малку префрлање во ова дигитална ера, технолошки подпомагнатото насилство и како ги си зема свој замав. Формите се исти, само начинот на вршење е различен. За крај на разговорот, често зборувате за тоа колку се храбри жените кои што пријавуваат, меѓутоа малку и за вашата храброст, односно прашањето ќе биде во однос на тоа што вас ве мотивира да ја водите оваа борба и да бидете дел од животот на тие жени како помош. Ние имаме и како организација, јас лично на една жена да ја помогнеме, ние сме исполнале нашата цел. Така да затоа и работиме на неколку полиња во контекст не само на директните услуги за помош и поддршка, туку работиме и да се подобрат законите, и да се подобрат политиките,
и да почне да се препознава во контекст на превенција и заштита и да се работи со сите професионалци на нивно сензибилизирање и обучување, се со насока да го подобриме општеството и системот, односно како системот ќе реагира или како ќе спречи да се случи некоја форма на насилство. Која е вашата порака за жените кои што немаат се уште храброст, таа храброст која што коментиравме пред малку и кои што не можат да го направат првиот чек кој што е потребен да се направи? Како моја лична порака е, нека зборуваат за проблемот, нека не се срамат, не се единствени што им се случува, иако на нив сега во овој момент им изгледа дека нивниот проблем е токму најтешкиот и најголемиот, нека се информираат, доколку имаат можност, нека посетат психолог, нека посетат некои од советувалишните центри, нека се консултираат со локалните центри за социјална работа и како да ги добијат сите информации за кои се следни чекори, доколку се реши да пријави. Жртвата има право да биде информирана и тие информации треба да ја бидат достапни. Благодарам многу за денешниот разговор.